И во вториот натпревар во серијата на свој терен Осогово не успеа да ги освои трите бода кои му се потребни за позначаен исчекор во горниот дел на табелата. Осоговци ги поделија бодовите, без постигнат гол и со Кожув од Гевгерија, екипа која на отварањето на првенството славеше победа против жолто-сините и со тогашните 3 и сегашни 2 му одзеде на Осогово 5 бода. Надпреварот во Кочани беше под нивото на второлигашки фудбал, без многу осмислени и атрактивни акции и потези, па од тука поделбата на бодовите е најреален исход. Слога 1934 го одигра веројатно најслабиот надпревар на свој терен во ова второлигашко првенство. Избраниците на шефот на стручниот штаб Крсте Крстев делуваа незаинтересирано во поголем дел од надпреварот, а се разбудија откако примија гол. Се доби впечаток дека паузата од една дополнителна седмица негативно да влијаела врз подготвеноста и формата на екипата. Фудбалерите на Росоман, од друга страна, со покривање на целиот терен знаеа да ја умртват играта на домакинот, да ги неутрализираат Бујчевски и Иванов и да одиграат егал во Виница. Посебно добра партија кај Росоман пружи голманот Ангелков, кој во 2-3 наврати спаси сигурни голови. На другите надпревари од 10-тото коло во Штип Брегалница ја победи Каменица Саса со 3:0. Во Ковадарци Тиквеш убедлив против Плачковица со 5:1. Во Пехчево Кидго минимално ја победи Победа со 1:0. Во Кочани Осогово Кожув 0:0 и во Виница Слога Росоман 1:1. Во следното 11-то коло Осогово го пречекува Кидго, а Слога и гостува на Каменица Саса.